оваа ваква сиромашна греотичка држава влага у проект најважен, а тоа е купување на владин авион. Ова е за мене една илустрација за шизофрената политика која ќе води ВМРО ДПМН. Че од една страна се представуваат себе си како народна партија, демохристијанска, блиски до народот, они све за народот, они ќе штеделе, ќе инвестирале само во продуктивни работи. И сега се доведуваме до ситуација кај што владата, главниот проект за наредната година ќе биде купување на авион за држава која што има проблем да исплати пензии, за држава која што не исплаќа породилн навремено, за социјалната помош до каква дипломатска активност има Гордана Силјановска-Давкова, Христијан Мицкоски, Тимчо Муцунски, било кој од министрите за да им купиме авион. Значи авион се купува ако ти секој месец си надвор од државата, со тој авион планираш да донесеш, не знам, странски инвеститори или не, нешто што тебе ќе ти авион врати. се купува. Владата треба да има авион. Да. Неспорно. Не ги имаме ние генерали на генерал штаб треба да идат у НАТО, мислам. Не е тоа спорно. Меѓутоа држава која што не исплаќа социјална помош, На време. ту ја нега, не исплаќа на време, не исплаќа субвенции, не враќа ДДВ и така натака, таа држава ќе си купат економска класа карти и ќе си одат. Ништо не ме исплатено, порано на пети пуштаа сега ништо ни за деца со посебни потреби, ни за трето дете апсолутно ништо. По цел ден вртимо социјално, никој не крева викаат не знаат кога ќе има. Кажи му на Мицко социјално да пушти касни 10 дена катастрофа е ова. Во нашето немаме ние и јас гарантирам, таков налог нема кај нас. Останато. Нема кај нас, све е исплатено. Стварно, шо луѓето лажат, сите лажат.